Благодарам на присуството и на интересот. Ми сакал да ја информирам македонската јавност дека во овој момент во Собранието на Република Македонија се поднесува иницијатива која што треба да ја разгледа Собранието за доверба на владата. Би сакал накратко да го прочитам образложението. Владата предводена од СДСМ и ДУИ не донесе значајни резултати во претходните 5 години. Туку напротив, владеја со измами и пазарења, а на сметка на најважните прашања за народот. Наместо да го сочува достоинството на државата и незините граѓани, тие за секој одминат ден се повеќе го потонуваат народот во сиромаштија, непрекинат расна инфлација и афери кои што се мултиплицираат на дневна основа. Владата предводена од Зоран Заев ги изневери граѓаните, што се види од резултатите одржани на локалните избори кои што всушност беа референдумско изјаснување против сегашната влада и незините политики. Останувањето на оваа влада по таков изборен резултат, без кредибилитет, без јасна мнозинска поддршка од народот и без план за решавање на напластените проблеми, ќе значи само продолжување и продлабочување на политичката криза, надополнето со економската криза, енергетскиот шок, ковид тенденциите кои се загрижувачки, сето тоа сериозно ќе ја клекне државата на колена. Сведоци сме сите на криминалот и корупцијата на власта. Изневерени се сите надежи на граѓаните за подобар живот. Не постои функционален систем на владење на правото, ниту правна држава. Граѓаните заслужуваат напредок на државата и на нивни подобар живот. Државата треба да излезе од постојаната криза, да се понудат решенија за предизвиците. Време е поделбите и конфликтите да престанат. Зидовите во општеството да се срушат, време е за промени. Изминативе 5 години се доказ дека оваа влада е со конфликти и не оддалечува од Европската Унија. Само со една цел, а тоа е одбрана на криминалот и одбрана на политичките кариери и привилегии кои што безмисловосно ги уживаат функционерите на власта. Не се грижат ниту за државата, ниту за народот, ниту за доближување на државата кон Европската Унија. Неуспехот на ова поле е разочарување и ги влече сите процеси назад. Поради сето ова наведено, ние долуподпишаните пратеници бараме Собранието да гласа за доверба на владата. Иницијативата е поддржана од пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, пратениците на Коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива, пратениците на политичката партија БЕСА и пратениците на политичката партија Левица. Вкупно 61 пратеник ја подпишаја ова иницијатива и 61 подпис се доставени заедно со ова иницијатива до Македонското собрание. Очекуваме председателот на собранието, согласно роковите утврдени во Уставот и во Деловникот, во најбрз можен рок да свика седница на која што ќе се гласа за доверба на владата. Благодарам, повелете ако има прашање. Доколку во моментов треба да се гласа доверба на владата или најдоцна во четврток, очекувам да има 61 плюс, односно, би сакал да информирам јавноста, дека во тек се интензивни разговори и со уште неколку пратеници во Македонското собрание и очекувам дека иницијативата за недоверба на владата ќе поддржат повеќе од 61 пратеник. И да одговорам на потенцијално неколку прашања кои што ќе дојдат после ова. Ние високо ја цениме работата на пратеникот Скендер Реджепи, сметаме дека се работи за честен човек, за наш пријател, за човек со кој што соработуваме. Мислам дека неговата изјава беше јасна и не треба да се вади од контекст, а тоа е дека тој ќе поддржи недоверба на владата, односно нема да продолжи владата СДСМ ДУИ да продолжи да функционира. Во однос на составување на нова влада или евентуални брзи предвремени избори, тоа е нешто што ќе го разговараме после четврток, затоа што треба да седнеме со нашите партнери и да видиме кои се програмските определби на сите политички структури кои што евентуално би сакале да состават политичка влада или кои се интересирате за брзи предвремени избори. Доколку можат да се склопат интересите и политичките програми на политички партии кои што можат да состават 60
и еден пратеник, односно мнозинство од 61 пратеник, секако дека може да се оди кон политичка влада, а доколку интересите на пратениците да се оди кон брзи предвремени избори, ќе се оди кон брзи предвремени избори. Но тоа е чекор 2 и чекор 3. Чекор 1 е гласање на доверба на владата, затоа што да не заборавиме. Зоран Заев пред точно 8 дена ја најави собствената оставка, никаде немате во демократска држава да се најави оставката и после тоа 8 дена да не се поднесува, и затоа денес поднесуваме иницијатива со која што бараме да се гласа за доверба на владата. Благодарам. Да. Тоа е ваше толкување. Она што е суштински битно не се подписите, туку се гласовите. Јас од она што го знам и од она што сум го слушнал, не можам да зборувам во туѓе име, е дека господинот Реджепи ќе гласа за недоверба на оваа влада предводена од СДСМ и ДУИ, и мислам дека тука е доволно да ја затвориме оваа тема, доколку има други прашања поелете. Поелете. Не. Значи, ние денес поднесовме иницијатива со која што бараме да се гласа доверба на влада. Откако ќе изгласана недоверба на владата, односно оваа влада ќе падне, затоа што Зоран Заев не си го одржа зборот и не поднесе оставка како што вети, тогаш тече уставниот рок од 10 дена во кој што треба да се додели мандат на мандатар за составување на влада. Во моментот кога собранието ќе изгласа недоверба на постојната влада, председателот на собрание е должен веднаш писмено да го извести председателот на државата дека е изгласана недоверба на владата, со цел председателот на државата да го искористи уставно дадениот рок од 10 дена во кој што ќе додели мандат. И мислам дека и уставот е јасен, а изјавата на председателот беше јасна дека тој кој што ќе однесе 61 или повеќе потписи за составување на влада, е тој кој што ќе биде мандатар за составување на влада. Но затоа реков, тоа е чекор 2 и чекор 3. Сега сме на чекор 1. Чекор 1 е да срушиме оваа влада. Да. Па мислам дека ставовите на ВМРО-ДПМН се добро познати и не гледам причина дополнително да ги елаборирам. ВМРО-ДПМН е првата политичка партија во Македонија уште со самостојувањето на државата, која што се залагаше за членство во НАТО и во Европската унија во време кога овие кои што се сеја на власт, како наследници на Комунистичката партија на Македонија, велеа дека на Македонија не и треба сојузување или дека не и треба. Ако може да завршам, затоа што не сме на интервју, туку ми поставувате прашање на пресконференција. Така што ставот на ВМРО-ДПМН е јасен и по однос на членството на НАТО и на Европската унија и добро познат. Во однос на тоа дали со некоја политичка партија ќе успееме или нема да успееме да ги усогласиме ставовите, тоа ќе го видиме откако ќе падне оваа влада. Добро. Тоа е ексклузивно право на председателот на собранието, има председател на собранието своји права. Јасно е дека во рок од 3 дена треба да се гласа за недоверба на владата. Очекувам дека председател на собранието ќе остави и доволно простор да има и дебата, за да можеме ние во собранието да ги изнесеме нашите ставови, да убедиме и други пратеници, така што очекувам во рамки на една демократска процедура најдосна во четврток да гласаме. Дали има други прашања? Да, појлете. Господине Колски, ако се изгласа недоверба на владата и мандатар биде председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски, дали вие имате правен основ да одите одма на техничка влада, така наречена пржинска влада?
Па тоа се исто така прашања кои што би оделе во чекор 2 и чекор 3, доколку се оди на брзи предвремени избори, секако законот е јасен дека треба да се формира техничка влада. Доколку се оди на политичка влада, тоа ќе има политичка влада, затоа што ова собрание има мандат до 2024 година. Ама тоа се работи кои што би ги разговарале од четврток натака. А дали вие во овој момент знаете дали ќе одите на политичка или на техничка влада, бидејќи еве во петокот седнавте, разговаравте, обезбедивте еве според тие подписи 61 пратеник поддршка, сигурно имате неки разговори Тоа е- можно политичко функционирање. Тоа не може да е одлука само на ВМРО-ДПМН, затоа што мнозинството е од 61, ВМРО-ДПМН со коалицијата за обнова на Македонија има 44 пратеници, така што секако треба да се консултираат и партнерите и низ еден плоден диалог да стигнеме до решението. Она за што разговаравме во петокот е ова што го правиме денес, а тоа е да се поднесе иницијатива за гласање на недоверба на владата и тоа успешно го правиме и се надевам ќе финишира со повеќе од 61 пратеник кои што ќе гласаат за недоверба на владата. Добро. Тоа се веќе правни прашања. Мислам дека правниците подобро можат да ги одговорат. Добро. Комуницираме со сите партнери, така што јас мислам дека доволно одговорив на таа тема, не можам да зборувам во туѓе име. Ќе видите во четврток. Јас сум убеден дека господинот Реджепи ќе гласа за рушење на оваа влада на СДСМ и ДОИ. Дали имам уште нешто? Благодарам сите. Благодарам.